Добар ден и добро дојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Прва победа за Себастијан Фетел оваа сезона. Прва 1-2 победа за Ферари после 2 сезони. Одлична трка на Ферари. Јас вчера не успеав да ги гледам квалификациите, меѓутоа бев пријатно изненаden на патека каде што бара добар баланс на болидот и одлична потисна сила. Чарлс Леклерк вчера со пол позиција, Себастијан Фетел трети. Браво за Ферари, овој викенд навистина успеа да го изненадат целиот мотоспорт свет со надградбите кои ги донесоа на болидот овој викенд. Значи дефинитивно тие надградби на аеродинамиката одат кон подобри перформанси, водат кон еден болид кој можеби на долг рок ќе биде покомпетативен на повеќе видови патеки, што навистина му треба на Ферари. Значи Ферари треба да биде компетитивен секоја трка, а не само на оние трки каде што доминира моќноста на нивниот мотор. Себастијан Фетел беше во предност со пит стратегијата денеска пред Чарлс Леклерк, бидејќи бркајќи го Хамилтон, останувајќи постојано 1 до 1,5 секунда за Хамилтон, беше во можност за андеркат, односно да влезе пред Хамилтон во пит и обидувајќи се да го престигне Хамилтон преку пит стоп стратегијата, всушност и го надмудри својот тимски колега Чарлс Леклерк. Едноставно, од страната на Леклерк во гаражата на Ферари не реагира доволно брзо и можеби не ги зема во предвид времињата кои ги поставуваше Себастијан Фетел на свежа гума и во една шаховска битка помеѓу 20 возачи на Ферари. 1-2 победа за Ферари на Сингапур Гран При. Кој би рекол? Јас наискрено ниту прогнозирав, верував дека борбата овој викенд ќе биде помеѓу Мерцедес и Ред Бул како болиди кои патека како Сингапур највеќе им одговара по нивната конфигурација. Меѓутоа, браво, трета победа за ред во низа за Ферари. Овој е тој Ферари што му треба на Формула 1, компетитивен Ферари кој што ќе може да победи на секоја патека во секакви услови и компетитивни двајца возачи на Ферари. Себастијан Фетел конечно се буди од зимскиот сон, добар почеток од самиот старт, агресивен во првиот и вториот круг, неколку обиди да го престигне Хамилтон веднаш на самиот почеток. Потоа извозе една трка достојна за 4-кратен светски шампион, прецизно, внимателно, не правејќи буквално ниту една грешка. Истото го направи, морам да признам, и Чарлс Леклерк. Дечкото си го извозе своето, буквално беше жртва на пит стратегијата овој пат, или едноставно не може да се каже дека беше жртва, тука едноставно го изледе подебелиот крај, бидејќи гаражата, од страната на Ферари, гаражата подобро реагираше, неговиот тркачки инженер едноставно подобра стратегија имаше подготвено. Такви нешта се случуваат. Макс Верстапен мислам дека го максимизираше потенцијалот денеска. Тивка трква за Макс Верстапен со исклучок на самиот крај од трката си дојде до трето место. Мерцедесите надвор од подиум, четврто место за Хамилтон, пето место за Ботас. Некако оваа трка не беа доволно компетитивни и веднаш разлики се појавува големи во наводници, бидејќи се работи во секунда до 2, меѓутоа помеѓу првите конкуренти тоа е навистина голема разлика. Значи топ 5 пласман Фетел, Леклерк, Верстапен, Хамилтон, Ботас. Шесто место Албон си ја заврши домашната задача за Red Bull Honda. Седмо место Ландо Норис, браво по двата лоши викенда за Ландо Норис со Мекларен кога не свекно во Спа во последниот круг му откажа болидот и потоа во Монца кога само заврши 10-ти. Сега седми Гасли со Red Bull, односно со Торо Росо Honda. Осми Хулкенберг, 9-ти, кој имаше контакт со Карлос Саинц во првиот круг, па мораше веднаш во првиот круг и да влезе во пит. И Джиовинаци 10-ти, дечкото кој по 3 години беше прв различен водач од водечката тројка Red Bull, Мерцедес и Ферари, кој водел во кругови. Добра трка и за Саубер Алфа Ромео. Генерално гледавме интересна трка за Сингапурското Гран При. 3 безбедносни возила, доста дуеле, особено помеѓу болидите во средишнината, многу промени на позиции, интересни стратегии, андеркат, оверкат. Се на се одлично Сингапурско Гран При, одличен моментум за Ферари. Може ли Ферари до четврта победа следната трка? Може ли да ја сврти во своја корист втората половина од сезоната, иако нештата во шампионатот може би се веќе одлучени, меѓутоа психолошкиот товар да го префрли на страна на Мерцедес. Ке повторам, браво за Фетел, конечно едно достојно издание за 4-кратниот светски шампион. Браво и за Леклерк, буквално не направи никаква грешка, едноставно пит стратегијата не отиде во негова корист и браво за Макс Верстапен. Тивка трка, но си го изработи своето како и секогаш.
Доколку ви се допаѓаат видеата на Формула 1 на македонски, ве молам за лайк, шер и сабскрајб. Коментирајте ги вашите впечатоци од оваа трка. Што мислите што се случи? Дали беше грешка од страна на боксот на Леклерк во Ферари? Дали недоволно ги пресмета времињата кои ги постави Фетел? Што мислите како оваа победа ќе влие на Фетел? Ќе му ја вратили само довербата и желбата за повторно да победува на трки? Тука сме да дискутираме за Формула 1 и се гледаме во наредната прилика за наредното големо Гран При. Поздрав!